Навредата што никогаш нема да ја заборавиме. На првата точка, која се однесуваше на еднократна парична помош за секое семејство погодено од трагедијата за душевна болка и нематеријална штета, добивме одговор кој не само што не понижи, туку длабоко не навреди како родители и како луѓе. Ова барање е исто како предлогот на СДСМ, само што вие немате ставено цена. Одредете си цена за вашите деца. Ова нормален човек го кажува. Ако вие мислите дека ова е нормално, и ако некој мисли дека овие зборови се нормални, онда не ќе да се дружам со вас и не ќе да сте учат. Ако вие мислите дека председателот на владата, избран од 460.000 луѓе, треба на 60 родители, чии што деца изгореле во дискотека, да им рече, кажете цена за вашите деца, и ако мислите дека тоа е нормално, онда вие не сте нормални исто. Онда не ќе да се дружам со вас. Вие гледате за каков човек станува збор сега? Ние не сме били управо. Он бара родителите да кажат цена за нивните деца. Тоа беше моментот кога болката премина во чиста неправда. Овие зборови ќе одекнуваат за секогаш во нашите срца, како уште една смрт на достоинството. Јавен повик до премиерот и целата јавност. Доста е, доста со манипулации, доста со подценување на нашата болка, доста со лаги и игри врз сметка на животите на нашите деца. Нашата единствена цел е правда, правда за 62 млади животи кои изгаснаа во најцрниот ден на нашата држава. Но наместо разбирање добивме манипулации, наместо сочувство добивме подсмев и обвинување, наместо поддршка добиваме директно понижување.